Добро, почитувани, според делот документите кои што ги поседуваме со подпис на Стојан Ангелов, само годинава се потрошени 200.000 евра со измени на планот за јавни набавки на ЦУК за мебел, телефони и луксузи. Стојан Ангелов додал над 1 милион денари за мобилен телефон со измена на годишниот план за јавни набавки на ЦУК. Според овој пак документ, од 7 април годинава, Стојан Ангелов подпишал 2 милиони и 700.000 денари за канцелариски мебел и компјутери, над 1 милион за купување на канцелариски мебел и 1 милион и 700.000 за информатичка опрема. Почитувани, сервисирањето на канадерите, единствените средства за навремено справување со огнена стихија во шума, во планина, каква што е зафати Македонија, чинело 400.000 евра. Ама тоа било скапо. За телефоните и за фотелите на Стојанче не е скапо. За канадерите е скапо. Почитувани, Зоран Заев го награди Стојан Ангелов заради тоа што цела Македонија е доведена во опасност. Стојанче е награден затоа што Македонија е изложена на подсмев во светот заради несервисирани канадери, противпожарни возила од пред цел век, заради почеток на акција цели 3 дена по информациите дека има шумски пожар. Ангелов купува телефони и мебел, а се нема пари за соодветна противпожарна заштита. Но Стојанче смета дека не е одговорен и не била негова надлежност. Зоран Заев го напредува. По се изгледа, работата на Стојанче Ангелов е да зема плата од буџетот за да се фотографира, да го фали Заев и да се луксузира во канцеларии со нов мебел и опрема, додека Македонија се пеплосува. Почитувани, Зоран Заев за директор на Центарот за управување со кризи избра нестабилен, несериозен и човек без елементарни познавања за функцијата на која што е поставен. Едноставно, Стојан Ангелов нема чувство за одговорност и со изборот на Заев, на Стојан Ангелов, граѓаните во Македонија се доведени во опасност. И се што се случувало до сега, и се што ќе се случува понатаму, не е одговорно само на Стојан Ангелов, туку и директно на Зоран Заев. Ви благодарам.